Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска и во вечерашното издание на За или против ќе се обидеме да го проанализираме со мојот соговорник сето она што беше актуелно во изминатава недела, па и малку порано, но во фокус секако ќе бидат случувањата во Македонија, а малку ќе фатиме од она глобална сцена која што влие врз она што се случува секако и кај нас и на домашниот пазар. Вечерва велам добра вечер на Александар Ристевски, аналитичар со кој што ќе ги анализираме сите овие теми кои што ги споменав. Добра вечер, Анастасија. Секогаш ми е задоволство сум тука. Ајде да започнеме што на можеби едно од најновите информации оваа недела, тоа е дека владата го предложи Ненад Савески како кандидат за нов јавен обвинител. Пред него ќе има доста голем предизвик, имајќи предвид каква е состојбата во јавното обвинителство и во сето она што значи судска власт. И ќе се очекува многу од него генерално. Едно од најбитните работи е секако борба против криминалот и корупцијата, меѓутоа и да не подпадне по никакви влијани, односно да си ја работи работата како што треба. Станува збор за професионалец кој што има долго искуство во правосудните органи и самото тоа му дава додадена вредност и неговата одговорност се очекува она што треба да го испорача да има ефект. Што очекувате од новиот јавен обвинител? И еве генерално како профил не сме го гледале многу како присутен во јавноста, но во делот на професијата е доста присутен кога станува збор за она научна дејност. И познат како човек што оспорува неправди, да кажеме, или недоследности при избори и слични работи. Значи, човек кој се држи она што викаат американците by the book. Видите, една од грешки, не би кажал, пропустите, да кажеме, на актуелната власт и влада, е што, еве, за некои си 3 месеци навршуваат 2 години од владењето, што може би одредени постапки, одредени промени, каде што директно не зависат од нив, но можат да се вмешат, нели? Е промената и во судството и во обвинителството. За жал, пак ќе кажам, колку и да се сметаше за реформи пред 10 години, овој начин на кој сега функционираме, се испостави дека може би не е толку паметен и не е толку правичен со условно решено давање на толкова моќ на самата фела, затоа што очигледно испаѓа дека секоја фела, не само судската или обвинителската, дека кога ќе се зафатат сами со себе и кога се делегираат сами со себе, без некој што има легитимитет директно избран од граѓаните, дека неретко се случува не баш најквалитетните, туку најпродорните, можеби дрските, најбезобразните или најконектираните да испливаат на површина и не секојаш се дава крајниот ефект и потребата која општеството ја има. Од кандидатите видовме дека имаше и во самиот иницијален избор на предлози кои ги доставуваат на владата, гледавме дека има и елиминација на одредени кандидати и од одреден од кој најмногу се плашеа, од Панчевски, еве не им се исполни желбата да власта по секоја цена го промовира него, власта се одлучи за едно решение каде што избра најстручен, најкомпетентен и неконтаминиран лик кој има во голема мерка безпрекорна биографија, кој ги поминал сите скалила, нигде не отишол преку трупа, преку ред. Има голем опсег, голема биографија, голем мина труд. Јас начелно политички не знам дека е контаминиран и мислам дека и не е. Токму затоа спомнам дека не сме го гледале неговото име во таква конотација како што може, нели, како што. Позитивата ќе ја видиме во многу брзо време, затоа што јас пак ќе кажам, она што стално го викаат рибата мириса од главата, за разлика од нашиот поранешен премиер, жител на Дубај, кој викаше дека мириса од опашката. Не е баш точно, рибата баш мириса од главата. Сега ќе видиме која е разликата помеѓу него и некои претходни главни обвинители. И ќе видиме дали ќе ги иницира и забрза одредени, да кажеме, случаи кои се заташкани, кои се чуваат по фиоки, кои се релативизираат. За жал, јас токму во ова студио и кај тебе, ние сега навршуваме една година од еден трагичен настан, кога баш кај тебе гостував пред 50 на недела, да не речем 52, непосредно после немилиот настан, бев скептичен, не верував и токму тоа во што се надевав дека нема да се случи, обвиненијата и начинот на кој се формулираше се срочи се во едно купче, се пласира како такво и јас верувам дека ќе има
одговорност за сето тоа што се случи, но мој став се уште е дека тоа ќе се влечка уште многу долго и прашање е дали точно и прецизно ќе се лоцираат конкретните виновници на целата таа катастрофална несреќа. Истото е и со гонењето на криминалот, на недоследностите, на големите прекршоци. Ние гледаме ситуација каде што за едно исто дело има огромна дискрапанца помеѓу да кажеме казните. Тоа не сме да се случува. Не сме државата за еден да е мајка, за друг да е макеа. И што е најинтересно, ова пак од судиите кажано, велат судиите викаат ние не можеме да досудиме правда ако има лошо обвинение. Тоа ќе ми беше следното Значи, доколку има лошо обвинение, лошо воден процес, лошо воден случај, судијата мора да досуди врз основа на презентираното, донесеното и обвинението, да не забораваме, затоа што сами знаеме во зависност на какво обвинение е дадено, тоа знаеме па и од некои други случаи, од некои други луѓе што беа гонети апсолутно бесправно и по многу лош начин и лош тертип и лоша метода, вие може да бидете обвинети за некое дело кое е од условна казна до 2 или 3 години, но можете да бидете условно речено ако тоа се изманипулира, да кажеме, или изврти, или тенденциозно направи, може да бидете обвинени за нешто што е над 10 години, па да му го уништите животот на човекот. Што во оваа држава, во оваа наша Македонија, низ годините тоа се случувало. Така да, јас имам голема надеж дека токму овој нов јавен обвинител ќе ги гони и прво ќе го среди системот внатре во самото системот според вас да се смени, бидејќи еве едно и оно што вие го адресиравте и за кој што се забележува кога станува збор за обвинителството и кога ќе покренат обвинение, е оно што го споменав. Значи зависи од самото обвинение, доказите кои што се прибавени, бидејќи како судијата ќе суди за она за кое што го поднело, нели, не може да му судат за нешто друго што го нема. И не може тој дополнително да истражува или да каже јас знам, нема што да знае, тој треба само да мери. Тоа е еден простор кој што треба да се среди. Од каде мислите и сметате дека според вас треба да започне новиот јавен обвинител? Што е оно што прво треба да го направи? Па еве долго време и судство и обвинителство зборува дека имаат проблем со стручни соработници и дека имаат проблем со недополнителен персонал, да кажеме, кој им помага околу нив. Мислам дека треба да ги зајакне капацитетите внатре во самата институција. Второ, треба да направи една своевидна ревизија и да видиме кој како губи случаи, кој како има обжалени и паднати пресуди или одбиени од страна на самото судство, така да направи една, да кажеме, преку еден мерит систем да направи една ревизија, да кажеме, на досегашното работење и на одредени луѓе кои можеби таму и не им е местото и да им се заблагодари. Од друга страна, сите оние кои совесно и одговорно си ја вршеле работата, да ги испромовира, унапреди, да ги зајакне и да ги поттикне. Исто така, според мене е сосема очекувано да се види како тоа низ годините одредени случаи се паѓаат кај едните исти луѓе. Нели, и во самото обвинителство и баш околу нели еден оспорен поранешен судија кој беше таму, има жалењето беше околу АКМИ системот. АКМИ системот беше електронски систем на распределба, каде што условно речено според одредена компетенција, квалификација и се, но по случаен избор рандом, што би рекле, неопределено се распределуваат случаи на различни луѓе. Не може кај нас одредена категорија на човек да води само одредени случаи кај што се одредени луѓе засегнати и од одредена категорија да не се процесуира. Така да самата верба во системот, јас мислам дека овој нов јавен обвинител може да ја врати со тоа што за почеток ќе тера, што вика нашиот северен сосед, ни по бабу и ни по стричевима. Значи, кој се огрешил, правилно и правично да биде обвинет, процесуиран и да ја добие заслужената казна, и што е најбитно, ако памтите за премиерот наш бивш кој е во Дубај, дури тајмер постави нели на Порта Македонија и велеше дека ќе ги врати парите, дека тоа биле стотици милиони, милиарди кои се вратиле. Јас, колку што знам, 8-2-3 бизнисмени кои буквално ги изрекетира за да стави нешто на бројчаникот, јас не видов некое враќање, така да еве, многу мислам дека до крајот на годината мислам дека ќе биде веќе известно и видливо кои чекори ги превзели, дали одиме во правилен правец.
Ге споменавте трагедијата во Кочани, за жал ке веќе во собранието имаше нели комеморативна сценица, но оно што е факт дека ќе навршиме една година, како што напомена, со вас седевме во ова студио кога неколку дена после среќата тазе и сеќавањата и ден се тазе, бидејќи тоа е една голема трагедија и некои работи не се забораваат. Го споменавте случајот кој што уште е во тек, нели има паралелно два кои што се водат, и споменавте што според вас е проблематично, односно дека на едно место се собрани повеќе действија кои што во случајов според нели како што кажате требале можеби различно да бидат во два посебни случаеви Случката опфатени. место, одговорност низ годините, одговорност злоупотреба на службена положба. Сосема три различни теми кои можеби причинско последични насочуваат кој едно кон друго. Но доколку тие детално ја отворија истрагата, доколку хипотетички на Петко му нашле, сега хипотетички кажуваме мињата, нели, за да не се најде некој директно засегнат од кажаното, доколку при анализата и при истрагата се открило дека во периодот 10 или 15 години Петко правил злоупотреби, тој не направил само злоупотреби што потпишал или што дал дозвола во таква локација да се води кабаре или ноќен клуб, сосема сигурно дека се испоставило дека тој тоа го направил 5-10 пати. Еве ви едно обвинение за злоупотреба. Второ, час, малолетници, полициска одговорност, што нема врска со крајната инстанца. Значи, вие некого може да го обвините и поситно, по друг случај, по други критериуми, да си одговара за тоа, но тоа да биде основа за ова што се случило. Мене ми беше конфузно кога почна 100-200 луѓе, не знам, 30 и нешто обвиненија, толку правни лици, гледате се што се случува. Се суди во салата што се градеше долги години, не се користеше, финансирано од Европска унија, близу затворот во Идризово. И таму што се случува? Секој да има 1-2 адвокати плюс 15 обвинители, тие збор не може да дојат. Тие треба интензивно секој ден да имаат рочишта и преинтензивно се тера за да завршат и Господ знае кога тоа ќе се заврши и на кој начин. Затоа јас мислам дека самото тоа што му се даде како шанса на поранешниот државен јавен обвинител Коцевски и цела таа екипа околу него, и тоа продолжување негово од таа несреќа од уште скоро цела година да остане на таа позиција, за жал не ја искористи, а беше голема шанса да покаже и да се потврди дека е сериозен човек и професионалец. Начинот на кој сето тоа се истера, само уште толку мој впечаток е дека се заташка одредени работи, мене ми е многу жал, затоа што довербата, еве и во некои други гостувања и на дебатни емисии сум рекол, едно време има 15, па 8, па 4, 2% е довербата во нив. Значи дури дома тие што живеат со нив не им веруваат, а не е така лошо. Не е така лошо затоа што сум јас убеден дека во таа фела има еден куп исклучителни професионалци, сериозни, одговорни и честни луѓе. Ама знаете како, во Оризот, ако дозволите малку камчиње, куко или плевел да остане, ќе го уништи цело останато. Така да, мислам дека тие се во едно како фела, севкупни, ова го мислам за сите фели. И не само тоа, туку кога станува збор за вакви сензитивни случаеви, кога имаме еве вакви сомнежи или некои работи кои што можеби можеле подобро да се направат, автоматски колку и добри други работи да има, кога имаме вакви големи автоматски фрлаат, нели, сликата едноставно не е. И така доаѓа до тие Еве јас директно ќе кажам, јас правник не сум, јас сум културњак. Во правото имам контакт само со правот, кривично право од сфера на културна заштита, затоа што тоа ни е обврска како стручни лица да го учиме, нели правото за заштита на културно наследство. Само таму можам да кажам дека ја знам условно речено материјата и тоа што се случува, но како човек кој секојдневно еве во сферата на општественото живење имам контакт со луѓе и од фелата и секојдневно комуницираме, секој малку пописмен, постручен, покомпетентен ќе ви го посочи токму ова. Дека со самото тоа што се тераше на купчи, начинот на кој се тераше и начинот на кој се процесураше, остава сомнеж дека е едноставно дека е неквалитетно изработено, а тоа па раѓа револт и кај оштетените, и кај семејствата, и кај целиот тој град, но и севкупно кај целата нација. Но тежината на самиот случај нема да е соевиден да биде притисок од јавноста, едноставно ова да се изведе правдино, односно вистината да излезе на, односно правната, она која се суди по словото на законот, едноставно и да не се повтори. И тоа дефинитивно никогаш повеќе да немаме
да не зборуваме за такви работи, но од друга страна па кога станува збор за ги споменавме јавните функционери, претходни, сегашни, сите тие треба да си работат по словото на закон, подозно она што нивни им се и обврски, меѓутоа она што значи правна рамка, но она што се случи во собранието на почетокот на годината беа изгласани одредени измени на кривичниот законник и се спрема и нов кривичен законник, барем така кажа претениција со кој што зборувавме, меѓу кој другото се односно сега веќе има доста измени каде што претходната влада што ги измени оние кога буквално не можеше односно наједноставно да кажам, ако с некој сега во моментов со новите измени на кривичниот законник, кој иде јавен функционер, ако направи кривично дело, ќе му се оди претходно, нели, тие со на некој начин се амнистирани или им се олеснило. Паде да него и да се, не, така е, и да се процесираат, ќе добијат тие претходните бенигни казни. Но она што сега со новите измени едноставно се направи таа измена и сега буквално се надеваме дека во иднина ќе си остане тоа така и дека с некој следен состав нема да донесе некои нови измени, но она што е најавено измена на нов кривичен законник. Колку нашиот закон, затоа што многу стручњаци во фелата велат дека немаме лоши закони. Премногу често ги менуваме. Подобри, но кој е крајната цел? Ако имаме добри закони, ако законот не се почитува и се случува? Две работи. Премногу често ги менуваме законите, тоа е прва работа, и втора работа човечкиот фактор. Околу првото, премногу често менување на закони. Кога ќе менувате закони, тоа, како ви кажам, јас зборував со луѓе од приватниот сектор, велат, ние многу често не знаеме кој закон е на сила. Значи, менуваш закони, на трајче му треба нешто, менуват во собрание закон, него му проаѓа робата, после викат, се случило тоа и тоа, ајде ќе осмениме пак, ама на трајче му прошло тоа што треба или на петко или на станко. Така да, ние сме... Тоа создава според вас од она што сте го зборували несигурност кај... Апсолутно. Тоа е прва работа. Втора работа, имаше еден предлог, не знам кај го чув во дебатниве емисии, вели кој ќе се промени закон за одредена тематика. Да не може, значи прво да се работи темелно, да се изгласа, да се изработи и кога ќе се донеси из закон да не сме минимум 2 или 3 години да се менува. Зошто? Па се испаѓа глупирање. Ние на неколку месеци или секоја година на одредена тематика или во одредена сфера ги менуваме законите. И тоа е па несериозно. И креира несигурност и во бизнисот, и во политичкиот систем, и во самото општество. Значи, да се знае дека одреден закон за одредена дејност кој ќе се донеси, кај не се пример во образование, секој министар своји реформи носи. Да, секој, дури во иста влада, претходната влада што беше на ДУИ на СДС, у 7 години колку министри се смери. Во сфера на култура 5 министри се смери. Да, за жал тоа беше место каде што се политички се подкусуруваа некои работи, а една круцијална работа каде што буквално иднината нашата, иднина образованието, она што значи кој утре задутре ќе... Ама Анастасија има 23 правни факултета во државата, а правото ни е на дното. Кој 23? Економски не 18 факултета има. Почна се отвара се и се што. И тоа знаеш по која основа? Ти си докторила на нешто, јас сум магистрила на нешто, земи го него, според нас се прави програма, па се нуди тоа на пазарот. И тоа поготово во приватниот сектор. Или носење по секоја цена студенти од странство. Значи, кај нас во основа полу студентите што доаѓаат од странство не доаѓаат, кажете го, за знаење, доаѓаат за диплома. Или доаѓаат заради туризам, малку млади години, да проживеат и да се вратат од кај што дошле. Сака да ми кажете дека во приватниот сектор или било каде имаме сериозна научна образовна институција каде што со таа диплома може во цел свет да работи. Ај малце да бидеме искрени. Што мислите, има нови законот за високо образование, оние реформи што сега се прават по однос на научни трудови? Уплашени се многу луѓе. Ама знаете кој не се плаши? Тој што работи. Еден од долги години еден од најслабо платените, барем на УКИМ као факултет, беше природно-математички. Јас денес кажам природно-математички ги има 90% од професорите што имаат научни трудови со импакт фактор. Значи на ПМФ се, на хемија, на физика, па може би дури на етнологија, на географија. Таму се тие што креираат со импакт фактор. Проверете, да не испаде дека зборувам на памет, случајно ги знам некои работи. Проверете каде има луѓе кои објавуваат во сериозни научни списанија и кои што објавуваат во часописи со импакт фактор. Проверете бројката, пример. Колку годишно од Македонија се такви? Колку такви научни трудови има? 100. Само до тоа што зборува каде е УКИМ, кога станува збор на ова, е одговор малку не на ова што вие го... И второ, штанцање на дипломи. Ние пола луѓе што ги знаеме, јас и ти, што се постари од тебе и од мене, одеднаш ти го знаеш дека едва завршил средно, се одеднаш ти вика имам факултет.
И со тој факултет пробува негде да пенетрира, дури кариера да направи, дури општествена. Јас сум малку суров, знам дека ќе ми се налутат многу луѓе за ова, ама немам проблем. Јас пример сметам дека во државни институции не треба човек што студирал на приватен универзитет да влезе. Со него ми кажеш дека е тоа дискриминација. Не е дискриминација. Државата си ги одгледува тие што сака во интерес на општеството да работат, според мене. Некој бил во основно, во средно си се запишал на факултет, завршил на факултет, државен универзитет, пред се УКИМ, Штипски, Битолски, но пред се УКИМ, завршил, доаѓаш, има дипломи, има факултети, кај што можеш само од столче да паднеш ако си таму, ако воопшто си влегол. Така, И како ако системот правиме, го гради, да. како системот од друга страна, дел од приватните универзитети, кои се современи и модерни, денес тоа мене ми се допаѓа што одредени почнаа да креираат професионалци, а не луѓе со диплома. Затоа што според мене токму приватните универзитети како такви треба да ги научат луѓето не диплома да земат, него како да направат пари. Тоа е поентата на платеното образование. Плаќаш образование, ти дава знаење, ти знава ноу-хау, ти излегуваш на пазарот на трудот и заработуваш. А ние добиваме многу често во минатото луѓе со дипломи кои повторно чекаат државата да ги згрижи. Тоа е најголемата грешка. И токму поради тоа, денеска токму со колеги тоа го правев, ние имаме ситуација да имаме бизнис заедница 3 чекори појака од државната. А државната е трула, закочена и се влечка само поради тоа што на 10 луѓе 20 или 3 сериозно работат, а другите кочат или забушаваат. Па добро, тогаш може да се согласиме дека она што е потребно во образованието кога ќе излезат без разлика дали на приватен или на државен, да излезат со знаење и вештини. Тоа е што денеска се бара. Значи знаење и вештини. Ама видете, зависи од професорите. Видете, направите, пак ќе ги кажам, направите кој најмногу се плаши од овој закон. Тоа беше, затоа сакав да го прокоментирам, бидејќи стигнавме со разговорот до образованието, инаку не ми беше во план да зборуваме за образованието, но го спомнавте е круцијален дел во сето ова што го зборувам, бидејќи на крај на денот добро образован младина носи сигурно за државата на долг рок. Ама апсолутно. Колку подобро образована младина и со знаење, со вештини, бидејќи денеска е таков светот во кој што живееме, не потребно да знаеш не само да имаш знаење, туку да знаеш како да го примениш тоа знаење, ќе не доведе до помалку корупција, до повеќе експерти, до повеќе луѓе кои што се на позиции, кои што ќе го бранат правото, кои што нема да дозвола никој кој што можеби ќе се обиде нешто да направи против словото на законот да го направи тоа. Така што колку луѓе во општеството има што немаат никаква диплома, се повозрасни, и кои ги слушате, воодушевени сте од нив. Од друга страна, колку луѓе знаат да излезат во медиумскиот простор, имаат звање магистар, доктор, дури универзитетски професор, и вие викате дали е точно дека овој тоа и тоа. Епа тоа е, Анастасија, мислам, премногу е видливо и премногу очигледно, а низ годините сме видели една друга работа, низ годините сме виделе ке професори кои ќе фатат место, ќе станат дел од образовниот систем, и не се појавуваат на работното место. Или не творат ништо и не дозволуваат да бидат подложни на ревизија. А ревизијата е се. УКИМ барем, еве јас, колку што знам, местото вас факултетско не ви е гарантирано дека не станете редовен професор. Па дури како редовен има можност за ревизија. Ние тотално тоа го исфрливме од оптек и мислиме дека па и било каде еве во државните, во културните установи, во сите, че јас сум дел од таквите, ќе влезе некој тоа мисли дека е доживотно. Ништо не е доживотно и се е, треба да е и треба во иднина да биде подложно на ревизија. Не на освета, не на хајка, туку најнормална ревизија. Поминуваат 3 години, поминуваат 5 години, отвараме документите, ајде да видиме што направила Анастасија, ајде да видиме што направил Александар, каква вредност има, си има табели. Јас во неколку наврати кога сум бил дел од одредени комисии за бодување, за наградување и за проекти, значи јас сум бил тој кој дава или надгледува или било што, некој попаметен смислува систем на наградување и на бодување. И вика, за напишан текст, толку, за објава толку, тој што нема да го исполни условите, му пружаш рака, му кажеш чао, пријатно и тоа е тоа. Само треба да примеме, се е човечки фактор кај нас. Така е, но да се навратам на оно што го започнав, тоа се измените, предложените измени и оно што беше усвоено кој во дело на кривичниот закон, и дел од тие работи беше измените кога станува збор за семејното насилство, односно дека семејното насилство ќе се гони по службена должност. Односно, кога ќе влезе во судска постапка и
жртвата на семејно насилство сака да се повлече, нема да може бидејќи ќе треба да се оди Постапката треба да биде започната и да се истера процесот до крај. Без разлика дали жртвата би се повлекла бидејќи она што говорат за жал информациите поради притисок, страв, знае жртвата до сега да се повлекува. И да не заборавиме, има па и други екстреми каде што има па и лажно обвинување на ако е тоа, и тоа треба да се процесуира за да нема злоупотреба. Види, јас лично бев пример не на некакво насилство, ама пример на малтретирање во истиот објект каде што живееме, каде што некој пример без причина мене ме вознемируваше како сопственик на еден стан. Јас викнав полиција, се направи записник, малци имаше влечкање на состојбата и стресна ситуација, ако беа љубезни со мене, и после ми се кажа дека би можело да се реагира по службена должност, но јас немам право да земам снимки и докази, пошто нашата зграда е со видео обезбедување и се снима еден месец. Што се случува? Ми беше кажано дека прво треба против непознат сторител јас да поднесам пријава. А тоа знаете што значи, така? Трошоци и одење влечкање по судови. Значи, зошто во ситуација кога има проблем, зошто истиот таков проблем кој е против непознат сторител, зошто да не се процесуира по службена должност, јас нема потреба да бидам викнат, со самото тоа што сум процесуирал, а некој на некој начин мене ме вознемирувал или било како, вклучувајќи го и начинот на семејно насилство и на се останато, зошто не се побара со дозвола снимка, полицијата да се спроведе истрага и после тоа исто како материјален доказ да го достави до обвинителство и со евиденција на Трајко, Петко, Ѓоко препознавање процесуира. Значи јас моето жалење да кажеме или процесуирање сум го завршил. Така да пошто ова што го кажа, јас баш сум и директен сведок на нешто што неодамна се случи, еден трагичен настан, за кој искрено избегавам и не сакам да зборувам иако во непосредна ближина на случувањата бев, но затоа што со други некои ситуации лично сум бил инволвиран, сметам дека било што е пријавено, за кое два пати дошле полицајци, за кое два пати јас сум отишол во полициска станица, за кое има документи се, мене да ме терате, а не се знае, пример да кажеме сторителот, но има видеодокументација тоа да се види, процесуира и тргне понатаму, зошто јас да бидам изложен да треба да барам адвокат, да го платам адвокатот, да одам на рочишта, така? Мислам дека тоа треба како постапка да се истера по службена должност. И се надевам дека дел од овие измени покрај тоа кој се однесува на семејното насилство, дека ќе се однесува и на малтретирање, на мобинг, на злоупотреби, на се останато. Дека едноставно државата треба да го истера, не да ги става луѓето во една позиција каде што ќе бидат изложени и на губење време и на големи материјални трошоци. Така да само се надевам дека ќе научиме од искуството од Запад, со сите нивни позитивни страни и грешки, ќе научиме од се што ни се случува во скорешно во минато и дека ќе ги вратиме, да кажеме, моралот, етиката и квалитетот на живење кој очигледно низ годините почнеме да го губиме. Тоа имам кажа. Оно што сакав да го прокоментираме, за жал, во насока на настан, нема да го коментираме настанот, на страна што во блисина и беше доста траорен. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите, ќе го трнеме тоа на страна, но за жал треба да ни се случат за жал како општество големи трагедии за малку да ги отвориме очите. И оно што го видовме, изборував со адвокат, кој што често води случаи со семејно насилство, бројките говорат, и оно што така си зел за право да го заклучаме, дека сме општество кој што доста насилство се случува. Тогаш коментиравме со адвокатот дека таков не е темпераментот, но фактот е дека има семејно насилство. При тоа семејно насилство не е само родово базирано, туку може да биде и помеѓу деца, родител, не тоа е, нели? Но откако се случи тој настан, и Министерството кажа дека ќе се заангажира малку повеќе, ќе направи некои измени, ќе направи внатрешна контрола, ќе видиме како тоа ќе се одвива, но имаме за недела дена, да речеме, колку и да помине, 11 пријави за семејно насилство, од кои имаме 4 приведени, 2 повикани на службен разговор и веќе, оно што го зборев со адвокатката Катерина, оно што фелата вели дека е многу важно е да се отстрани насилникот од домот, односно да му се одземе комодитетот понекогаш ако е тоа потребно, ако има услови, во вакви случаи. А веќе почнува тоа да го случи, односно веќе се прават некои ситни промени. Искрено, бидејќи сум ги водела овие, сум снимала жртви на семејно насилство и сакам што е
што можеме ние како општество да придонесеме за да се подобрат работите, но еве гледаме дека за жал оваа трагедија можеби ги отвори очите колку е важно и соседите, и пријателите, и роднините кога гледаат дека се случува нешто такво, да помогнат, да алармираат и дека не е личен проблем семејното насилство, не е семеен проблем, туку е општествен проблем во случај. Ја ќе ти кажам еден многу конкретен пример, каде пак ќе ти кажам, пак ќе се навратам на едното исто. Јас имам тенденција низ годините во моите телевизиски гостувања да повторувам нешта, но повторувам затоа што очигледно некои работи не се менуваат. И јас пак ќе кажам, се е прашање на човечки фактор и на карактерна особина на луѓето. Еве пак пример ќе кажам. Еве конкретен пример за да сватиш. Викаш пајак служба не можеш да го викнеш пајакот. Викаш полиција. Полицијата вика пајак служба и доаѓа да отстрани било што. Без оглед дали е зграда, дали е државна институција, дали ти си блокиран, едно, еве јас во неколку наврати имам неколку примери, се што зборувам е од прва рака. Значи не продавам демагогија, зборувам нешта каде што лично, директно или непосредно сум бил инволвиран, затоа ги знам и затоа ги кажувам. Лик, Трајко, Петко, Блерим, не е битно кој, блокира место. Се паркира во зелена површина, блокира улица, блокира службен влез, блокира рампа, блокира гаража. Не е битно. Непрописно се паркира и то со скапо возило. Го пријавуваш, таму кај што го пријавуваш, не ја барат локацијата, него барат ти да се легитимираш, да кажеш кој си, што си. И што се случува? Пајакот ќе дојде за 20 минути или пола сат, мистериозно човекот, ако се 5 коли, еден или двајца што се наинволвирани, тие доаѓаат и ги тргаат колите. Се креваат другите 3 коли, што мислите, кој му се јавува на тој што непрописно постојано паркира? Полицајецот со пајак службата. Значи, некој ми каже некој дека е сериозно, не сериозно, јас ви гарантирам, со своји очи имам видено кој на кого се јавува. И му се јавуваат и викаат, ние ќе тргаме коли, тргни ја ти колата. И сега тој што е најпроблематичниот, што стално го прави прекршокот, тој е известен и тој никош не добива казна, само е љут и нервозен. Си оди службата, си оди лицето од полиција, што мислите, после тоа тие лица кај кого одат да се закануваат? Кај тој што пријавил. Дали вие понатаму ќе викате да реагира државата? И ова е едно секојдневие, и на крајот ви пука филм и на крајот дотичниот кој го блокира просторот, почнувате вие да го молите да се паркира малку полево или подесно, за да не ве блокира вас. Да, но еве да се навратиме на Значи, овие... пак доаѓа поентата. Ние имаме проблем со човечкиот материјал, со човечкиот фактор. Како лик кој треба вас да ве заштити, вас тој ве пријавува или тој ве кодоши, место тој да ве заштити. Тој кажува, значи ние имаме проблем и тоа се оние од најниска категорија оперативци кои неретко ги примаат и ги бркаат од работа, да, но прават проблем, прават штета. И таквите луѓе треба да бидат отстранети од сите институции на системот, затоа што тие се тие кои нарушуваат довербата кон државата на граѓаните. Заради таквите ликови, вие после не му верувате ни на тие носители на највисоки функции на извршна власт, затоа што вие колку често во животот имате можност со висок некој носител да искомуницирате ако не сте нели инволвирани во повисока општествена политика, така? Така да мислам дека работата на најголем дел и пратеници, и министри, и директори е да работат токму со оној кадар и оној персонал што е директно инволвиран со обичниот народ, затоа што тие неретко се репрезенти на политиките. И како што рековте, ќе се случи некоја несреќа, малку ќе се затегне кајшот, ќе се затегнат работите и еве очигледно ако тие луѓе кои се долу, директно меѓу народот, а можат да влијаат и да интервенираат, доколку нив им се покаже дека мора да си ја сработат работата честно и поштено и како што треба, by the book, очигледно може да функционира системот. Тоа значи дека низ годините е дозволено многу да се има распашена команда и некои луѓе да си земат привилегија да применуваат закон, да кажеме, на своја рака. Ми се допаѓа тоа што се стегнуваат работите, не ми се допаѓа што од време на време ни се случуваат трагедии, но тоа е делот од живењето и од девастираниот систем кој очигледно со години се расипувал. За жал. За жал, така е. Мора да направиме тука една кратка пауза. Кога ќе се вратиме, би сакала да прокоментираме и оние случувања што се актуелни на светската геополитика, цените на нафтата, како тоа ќе влие, но една кратка пауза, па се враќаме назад во студиото.
се враќаме назад во студиото, ќе продолжиме со разговорот во студио Александар Ристевски, со кој што на почетокот прокоментиравме што се случува дома, пак ќе се задржиме на дома и на тоа што значи домашна безбедност, но во случајов ајде да ја видиме малку пошироката слика и сето она што се случува на Блискиот Исток, Иран и сето она што подразбира светска геополитика. Но би сакала да се зажам на македонските државјани кои што беа на Блискиот Исток, кои што колку што чинам горе-доле најголем број на сите оние што се пријавени се евакуирани, се вратени назад. Дел од нив беа транспортирани со владиниот авион. Оне владин авион што беше доста актуелен пред известно време, кога се појави идејата, односно потребата да се купи нов владин авион, меѓу другото поради безбедносни причини. Тогаш се крена голема време за дали е тоа потребно или не е потребно, но кога се случуваат вакви ситуации, без разлика дали станува за безбедносни ситуации кои треба да се евакуираат граѓани, да речеме да не е за пат на владени функционери, меѓутоа кога има потреба да се транспортираат цивили поради здравствени причини, се останато или евакуација од вакви жаришта, потребен ни е транспорт. Анастасија, ние сме малце лицемерни како општество, во зависност кој кога е на власт. Стратегијата на професионалците секогаш црно на бело ја има, секогаш. Анализите, проценките и потребата на државата секогаш ја има. Но одредени политички субјекти, во зависност дали се на власт или во опозиција, промовираат реторика и го сатанизираат народот на тој начин што се продава нешто кое само го поларизира населението, а не е во бенефит општествено државата. Ја се вратам на еден случај пред повеќе од 10 години, ќе направам паралела токму со авионите, кратко за да ја сватиш поентата. Го распна, дури го судеа поранешниот премиер Груевски за блиндирано возило и фама направи дека е 600.000 евра, иако за иста цена е купено такво и во Србија, и во Хрватска, и во Унгарија, блиндирано возило од таа класа со заштитни механизми толку кошта, го сатанизираа него затоа што наводно на министерката која требало да прави тендерот рекол дали има шанса да има и екрани на седиштата, што во стандардна опрема тоа го имало и само прашал, ама заради вербалниот снимен исказ го направи пемпере човекот. Дали знаеш дека според проценка на безбедносните служби, уште тоаш пред 10 години, со твој колешки го правев муаведот, пошто го знаевте муавед, државата проценува дека треба да има 10 такви возила. Он купи едно, го направи пемпере за тоа. Заев рече дека тоа ќе го фрли, ќе го даде мачки, го изгребале, било штетено. Кој го користеше наредните години? Значи, кога имаш служба професионална, без оглед дали е тоа АНБ или останатите како и да се викат во Македонија, или ОТА, оперативна, не знам, тие ти кажуваш што треба да имаш за да нивото на заштита. Проценките беа дека треба да имаме такви 10. И сега чуне тогашната влада, следната влада или актуелна влада, сега да распишеше тендер, ја кажеше купуваме 6 такви возила, 6 милиона евра. Некој ќе направише таква хистерија, рейтингот драстично ќе паднеше, незадоволство ќе се искрираше кај народот, кај општеството, за нешто што е нормален, планиран, тековен трошок. Тоа знаеш како ти е? Како во една институција, еве ќе треснам глупост, во музеј, да тој директор ја купи 15 компјутери, а да купи затоа што, пример, некој кустос работи на компјутер стар 16 години, што е малце ненормално, затоа што репарирачка мојки обновена, пример, во IT компаниите 3 години, во нормална фирма треба да е 5 години, и кај што пола стручни лица немаат никакво средство за работа, и се рачунете некој ако го неки, овој носител на функција ќе каже одлично дело направи, сите ги среди вработени, и рачунете утре да го вадат на телевизија и викат еве го шопре се глупира, купува компјутери. Или ко сега министерот што купи нели брзи возила, им требаат и брзи, спори, секакви. Тоа е тековно одржување, тоа не треба да се прави фама. Овој Кингер или Кингерли или што имаме сега, не знам, Лирџет имаме. Претходно имавме Кингер, сега имаме Лирџет кој е 20 кусур години стар и собира само 6 луѓе внатре, е мал за да имаш оперативност на државата. И јас ако се прашувам, и ставовите кои јас јавно ги промовирам, треба да имаме уште еден Лирџет или некои од другите мали авиони, такви, и треба уште еден авион да имаме со 20 седишта. Токму ради вакви работи. Зошто? Затоа што вие, ако сте влегле или ако барем сте го виделе на аеродроми или го знаете физичкиот изглед на Лирџетот, ќе видите дека освен 6 луѓе стуткани седнати вака едни до другите, мало авионче, не може да пренесувате ни болни, ни ништо, мало е, не е оперативно, не може ништо да ставите. Значи, вие ако правите од оние роуд шоа што владите ги прават или големи посети на држави, што се прават, зошто ние да чекаме комерцијални летови или државата да изнајмува Визер или некои други авиокомпании, кога целосно во
во потребите на државата, во функциите на државата, на крајот на криштата и комерцијално може тој авион кој е собственост на државата да биде изнајмуван. Зошто? На крајот на криштата може некој ќе каже дека звучи банално, кај нас неретко доаѓаат и големи музички звезди. Ние имаме еден продуцент, барем квалитетен во државава што прави големи концерти, поготово летно време и во Скопје и во Охрид. Зошто да не? Јас сум сигурен дека он со двете раце задоволен би прифатил да и плати на државата 2, 3, 5, 10, 15 илјади евра колку треба и одредена музичка звезда на крај крајва или спортска репрезентација да биде со чартер донесена. Да, затоа ги дав ти примери. Не станува збор само за луксус, туку за потреба во суштина. Ние правиме фарса во општеството и по овие прашања и одредени национални теми треба да седнат ВМРО, ДУИ, СДС, ЗНАМ, ВЛЕН, Левица, Десница, сите што се на политичкиот радар во државата, имаат претеници или се инфлуентни во општеството и да се каже, дајте, ве молиме, за тековни работи и за национални теми, да не се препукуваме затоа што креираме раздор. Ние мора да имаме догматски прашања за некои теми и да ги врзиме и да кажеме дека по овие теми има консензус и не се караме. Како што не треба се караме за реформа во образование, како што не смееме да се караме за Safe City. Не смееме да се караме затоа што Safe City штити животи. И колку и да ни е успорен сообраќајот и колку и да се нервираме, некои работи ќе се оптегнат, Па не ќе се би рекла дека не е финализираат, многу успорен, сите стигнуваме ќе се направат зелени бранови, оваа петља ќе се направи, некои мостови ќе се пробијат, подземна улица ќе се помини, но луѓе, на автопат 130 дозволено се вози. Со пречекорувањето до 140. Колку сакате 200 да возите? Во главен град на држава колку сакате да возите? Еве 50 до 57. Може би во некои ние интерстейт патови, како што е од автокоманда према излез на Скопје, реално и глупо е до Маđарија се вози 50, може би таму или посебна законска регулатива се донесе кај што може 70, поготово кај што нема пешачки премини поминување на улица и реално е тоа да се направи, но мислам дека низ годините тоа ќе се регулира, ама луѓе да дивеат, луѓе низ град 100, 120, 140, нездраво е. Јас живеам покрај булевар, кој до пред неколку месеци луѓе гинеа. Јас имам видено 3-4 жртви во задниве година-две. Така да, веќе станува несмешно и она жанење, ме казни, не знам, за поминување црвено. За поминување црвено, што сакаш да ти направат? Награда ти дадат. Така да, не ми се јасни луѓето со релативизирање на нешто, затоа што таа себичност која проработи кај луѓето, за мене е фарсична. И треба политичките партии да се стабилизираат, да се договорат за некои работи, да донесат консензус, за се друго нека си вадат очи. За национални теми и национални прашања. И за работи кои се во интерес на нацијата, треба да се договори консензус, а за се друго нека си вадат очи и нека не поларизираат народ. Ќе се навратиме уште кратко пред самиот крај за сето она што се случува на меѓународен план. Ајде. И како тоа би влијаело на нас и на нашата економија, цените на нафтата и се останато. Да. Бидејќи она што е последно е дека Меѓународната агенција за енергија предупредува дека бојната на Блискиот исток, заедно со нападите врз бродовите, особено во делот на Персискиот залив, ќе направат најголемо нарушување на снабдувањето во историјата на глобалниот пазар на нафта. Како тоа, генерално како ја гледате сликата кога станува збор за она што се случува на Блискиот исток и како ова би влијаело на нас и на нашата економија и сето останато? Ние сме 100% зависни од нафта и нафтени деривати. Тоа што ни се нуди, тоа ќе го прифатиме и тоа е тоа. Ако растат цените, боже мој, растат цените. Државата појќе нека инвестира, да се надеваме дека брзо ќе дадат електрични автобуси и се останато, дека ќе се забрза барем градскиот превоз кој субвенционира веќе 20 години со исти бетон цени непроменети. Ние имаме 10 возења, 250 денари, слободно имаме 25 евра. Нигде у свет тоа го нема. Но реално до сега имавме лош превоз. Еве се со приватњаци, со други се пробува тоа некако да се санира. Како ќе влијае врз народ? Ќе влијае, ќе намали стандардот. Фарсично ми е она што некои политички партии излегуваат и бара да се откаже државата од акцизите. Ако се откаже државата од акцизите, се намалува буџетот. Ако се намали буџетот, на токму тие пратеници или тие политичари треба да не им се дај плата. Од кого ќе се скрати? Од мене ли да се скрати? Па тој бара да се намалат акцизите. Него нека му се скрати. Значи,
намалување на акцизите и на тоа што државата предвидува по одреден продукт да го заработи и за го земи за себе, во интерес на државата е таму. Ако државата од тоа се откаже, што ќе прави? Се задолжи? Како ќе го надополни тоа? Тоа ќе треба да крене некои други даноци. Кој данок да го крене? Ние се бориме со ниски даноци и ниски давачки по многу аспекти да привлече. Според мене, еве еден предлог. Еве сега гостување, вчера имаше гостување министерката за финансии. Еден предлог, може би еве телевизиско, еве предлог може би донесе, може треба да размисли пример за зголемување на данок на имот на тие што имаат повеќе од 2 стамбени единици. Пример, еве имаш ти стан, имаш куќа, окей. Едното ти е викенд, едното е. Ако имаш 7 стана, не да плаќаш дупло, 5-кратно, 10-кратно. Зошто? Па затоа што држиш стамбени единици кои не се стават во функција на бенефитот на народот. Квадрат цената расте, а ти само блокираш. Во Скопје има 15.000 празни стана, а цените на становите растат. И па шо прави тие празни станови? Така да, еве еден од, или пример, еве просто речено, јас купив подземна гаража и мене град Скопје ми наплаќа 10 евра годишно данок на имот за подземна гаража, за отворена гаража. А од друга страна, тој што вози Јагуар, Джип, Форд или не знам што, и е паркиран пред зграда на тротоарна улица, тој не плаќа ништо. Па обратно мене треба да ме почастите, затоа што сум бил совесен граѓанин, сум отишол, сум платил скапа катна гаража, подземна гаража во општина Карпош, треба ме наградите да ме ослободите од данок, а тој што има 3 коли, и има кола од 50, 70 или 100.000 евра, не го треба да го даночите, затоа што тој има кола и е паркира на улица. Значи, ме разбирате, одредени мерки, казнени, се за да ви дојди паметот за да престанете правите. Еден Сингапур кој го реформира пред 50 години, имаше казна 100 или 200 или 500 долари за фрлена мастика. Знаете зашто? Па сегден из градот имало мастики, залепени под маса, памтите од основно училиште вие под клупа, на столче, и ќе дојдете дома и фармерките на задникот или негде залепена мастика. Знаете ли што направи тогашниот лидер на Сингапур? Ги укина мастиките. Нема мастики. Нема да има што да лепите. Така да, ако сакате за нешто да воведете ред, конкретно го лоцирате проблемот и удирате здраво по него. И нема тука веќе играње. И така се решаваат работите. Така да, нафтата ќе се движи така како што светскиот пазар се движи. Ние нафта не произведуваме на берзите што сега. Ние како можеме да се адаптираме? Да одиме кон хибридни возила, да одиме кон електрични возила, да одиме кон возила со помала потрошувачка. За самите такви возила, за да не возиме стари коли, јас имам кола матурант, за да не возам кола матурант, државата нека се врзи со банките, па нека ми даде некоја кола од 10.000 евра, која сега се продава 17.000, нека ми ја даде 1.500 учество и нека ми ја кредитира, место со некој глуп кредит банкарски на 5 години, нека ми ја кредитира на 10 години, јас веднаш ќе купам нова кола, која место да троши 7 литра, може да вози на метан, да кажеме. Кој е поевтин? Многу поевтин. Или е некаква форма на хибрид. Или троши само 3 литра. Јас како Александар прв ќе се согласам, мојата кола матурант со 18-19 години, да ја заменам со нова кола. Ама јас не можам да купам сега нова кола, затоа што имам трошоци други. Значи, државата, еве, едни од смерниците кои кажав, како и да го донаполнат буџетот, како и да влијат врз кризата. А откажување од даноци или вештачко, што можеме да направиме? Била нафтата 50-70 долари барел, стигнала 100. Се качила 150, паднала 100. Предвидуваат може да биде 200. Ако е 200, бензинот нема да биде 77-95 и плинот 80, ќе бидат 120, 130, 150. Тоа е. Ќе одиме пешки, ќе возиме точаци, или помалку ќе возиме, или ќе ни се намали стандардот. Сурова реалност. Подобро, да. Сурова реалност. Да, ве благодарам многу за гостувањето. Ќе ги анализираме другите теми, се надевам со поведрини во некое следно издание. Поздрави, секој добро. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или против. Јас ви посакувам убав остаток од вечерта, како и секогаш ве поздравувам да останете во добро расположени, секако на фреквенцијата на телевизија Алфа. Убава вечер и убав викенд пред вас.